Почнуваме со топ тема и како што веќе најавив, гости се пратеничката од СДСМ Снежана Калевска-Ванчева и Тони Менкиновски, адвокат, но е дел од преговарачкиот тим и лидер на тимот од ВМРО ДПМН, и тие двајцата се среќавале на средбите, односно преговорите за законот за јавно обвинителство. Со оглед на тоа што се познавате и си ги знаете преговарачките позиции, не должам многу околу најавата за вас, меѓутоа она што е најактуелно и го споменав и во најавата е сега последниот предлог од ВМРО ДПМН е за основање на анкетна комисија за утврдување на прекршување на законите и злоупотребите во работењето на СЈО, да му го скратам името. И тука се наведени неколку точки, 4 се практично битни во член 2, хронологија на настаните и околностите во врска со надлежноста на обвинителството, наоди за материјално и финансиско работење на обвинителството, наоди за начин на вработување и постоење на непотизам и законитост во постапката на обвинителството. Зошто ова станува дел од преговорите сега? Зошто нудите да се основа анкетна комисија кога всушност собранието е надлежно за извештаите кои ги поднесува СЈО и ги поднесувало досега? СЈО поднесуваше извештаи во собранието, во Советот за јавни обвинители, на јавно на увид, што е право, до сега само една завршна сметка видовме. Добро. Најнапред ви благодарам на поканата. Оно што сакам на почетокот да го кажам е генерално дека Социјалдемократскиот сојуз нема сериозен пристап кон решавање на темата закон за јавно обвинителство, бидејќи ние зборуваме цело време за закон за јавно обвинителство, каде што ќе се инкорпорира специјалното јавно обвинителство. Во врска со анкетната комисија, на почетокот, пред почетокот на преговорите, ние предложивме принципи како насоки водилки со кои ќе се водат преговорите. Во тие принципи беше побарано и анкетна комисија. Да се состави анкетна комисија, да се почитуваат принципите на меѓународното право, основните човекови права, како би можело да се влезе во едни преговори за носење на квалитетен и добар закон за јавно обвинителство. Анкетната комисија беше доставена во петокот, тоа многу добро се сеќавам, министерката Десковска не ги прифати, во понеделникот ги прифати принципите, зашто е тоа така не знам. Уште тогаш прифатија дека треба да се формира анкетна комисија. Анкетната комисија е после овие настани многу потребна, потребна не е само за парламентот, потребна е за пошироката јавност. Анкетната комисија не бара да ги гледаат предметите, бара да го видат работењето на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа има собранието извештаи. Например, последниот извештај ќе видиме и прилог, за тоа не е подпишан од Катица Јанева, затоа што таа е веќе во притвор, меѓутоа предходните извештаи се веќе доставени на собранието и секој пратеник можел да побара објаснување и ако имало нејасноти и околу трошоци и околу работа. Морам со жалење да кажам дека во сферата на јавното обвинителство ние имаме сиромашни податоци. Јавноста има многу сиромашни податоци. Само еден пример би ви посочил, имено јавното обвинителство, јавниот обвинител на Република Македонија се дека ВМРО ДПМН не му посочи дека нема доставено за минатата година извештај до собранието, тој се уште го немаше доставено извештајот. Зашто е многу битно да се добијат овие податоци, овие сознанија за работата на овие институции. Бидејќи до сега воопшто никој не ја мери нивната работа. Ние јавното обвинителство, освен ВМРО ДПМН, кој направи посебна анализа на тоа каде се наоѓа јавното обвинителство во Република Македонија. Зборувате за СЈО или за Републичкото? И за Републичкото и за СЈО. Ние направивме параметри. Например, специјалното јавно обвинителство има потрошено повеќе пари него Републичкото јавно обвинителство. Само еден факт кој е многу битен, 50% од предметите кои се доставени во 2017 и 2018 година до Републичкото јавно обвинителство се отфрлени од страна на јавното обвинителство на Република Македонија по различни причини, и тоа покажува дека правната сигурност во Република Македонија е загрозена од неработењето на јавното обвинителство. Што сакам да потенцирам и да поентирам? Сакам да поентирам дека граѓаните во Република Македонија во овие институции веќе гледаат проблем. Тој проблем се карактеризира со начин на тој што многу предмети се застаруваат, дури негде околу 37% од предметите застаруваат.
Значи имаме ние генерален проблем во јавното обвинителство во Република Македонија. Не е тој проблем кој се однесува само на одредено обвинителство. Значи имаме генерално проблем во обвинителство. Во однос на застарување на предметите, исто така ќе разговараме и за овие предмети на СЈО, меѓутоа како пратеник сигурно и подобро го знаете патот или можноста еден пратеник да добие повеќе информации за нешто што го интересира. Ако извештаите се доставувани до собранието, зошто или дали досега знаете дека некои, можеби од вашите колеги од ВМРО ДПМН или друга партија барале повеќе информации за вакво нешто или било ставено на дискусија? Впрочем, има и пратенички прашања за тоа. Може да има. Добро вечер од мене, благодарам за поканата. Па јас најпрво да одговорам на вашето прашање да собранието точно е надлежно во смисла на разгледување на годишните извештаи кои што беше должно специјалното јавно обвинителство, но и не само специјалното јавно обвинителство, тука се повеќе институции, секако и Советот на обвинители и Републичкото јавно обвинителство. И тие се разгледуваат во рамките на матичната комисија, Комисија за политички систем. Но на таа комисија, освен членовите и замениците, може да присуства било кој пратеник и секако може, бидејќи тој извештај е презентиран од шефот на институцијата и може да поставува прашања, може да дискутира по извештајот и да поставува прашања доколку смета дека нешто не е доволно објаснето или нема доволен приказ или смета дека е погрешен приказот кој што е во тој извештај. Но за жал, од она што јас го знам, ниту до сега немало ситуација да посуштински се навлезе во анализа на тој извештај од страна на опозицијата. Јас не викам дека и од страна на опозицијата пратениците сите го разгледуваат толку суштински. Секако не и секој пратеник е спремен, сепак тоа се малце поспецифични области, но како и да е, јас за тоа не знам, ниту пак па до сега е поставено во форма на пратеничко прашање нешто од работата на специјалното јавно обвинителство или од работата на Републичкото јавно обвинителство, така да вие ќе го отфрлите овој амандман, сега можеби останува на министерката да реши или пак преговарачката група, меѓутоа какво е расположението за овој предлог, извинете, за анкетна комисија? Какво е расположението да биде воопшто ова прифатено? Знаете што јас морам да кажам дека сите овие месеци наназад, да јас не бев постојано дел од преговарачкиот тим, но сум прилично упатена во сето она што се случуваше и како теча преговорите. Морам да кажам дека многу предлози имало, многу идеи имало и секогаш кога сме доаѓале да кажам до некоја точка да евентуално приближиме одредени ставови, па доаѓало после некоја нова идеја. Една од тие најнови идеи или предлози, како и да ги наречеме, е формирањето на сега, значи формирањето на таа Мингиновски кажа дека ова било споменувано во претходните преговори, значи, и не е прифатено? Тоа било напоменато и значи и тука застанато, значи не во текот на сите тие изминати месеци, значи не се обстоило на тој предлог. И сега повторно се актуализира, да кажам, предлог за формирање на анкетна комисија. Јас едно ќе кажам, секој предлог што доаѓа, значи сепак јасно јавноста знае, се преговараат двете најмокни партии, власта и најмокната опозицијска партија, околу тоа, околу законот, и сигурно дека секој предлог и секоја идеја заслужува внимание. Но ние мораме да бидеме свесни и за тоа во кој момент значи доаѓа, зошто тоа сега се бара анкетна комисија. Не ве кажете зошто сега се бара, не сте обстојали на барањето. А веќе дискутираме, значи и имавме одредено приближување, бидејќи факт е дека ние прифативме дел
од барањата кои што беа од опозицијата и кои што се однесуваа всушност на самиот концепт. И тука, барем јас така мислев на почетокот, дека тука е главниот камен на сопнување, бидејќи опозицијата инсистираше да биде вклопено специјалното јавно обвинителство во јавно обвинителскиот систем, за кој што јас уште во стартот реков дека е тоа за мене логично. Кажете ми, зошто вие не сте обстоиле на ова барање? Дали е само купување на време и одолговлекување на процесот на преговорите да не се донесе законот за јавно обвинителство? Апсолутно не е така. Значи, мајстори за релативизирање на работите се Социјалдемократскиот сојуз и многу добро знаат како да ги релативизираат. Имено, првиот текст на законот кој беше доставен беше класично монархистички закон, во кој закон, значи, сега веќе осомничената Катица Јанева требаше да си го одредува буџетот сама и да не одговара пред никого. Значи, на кое ние побаравме уште во тој период, дека тоа никаде во светот го нема, да ни посочат еден пример, значи, на таков закон или било што, било која држава. Меѓутоа, тоа и не помина, факт е дека и јавноста го критикуваше тоа. И во тој момент ние побаравме анкетна комисија. Таа анкетна комисија, уште од тогаш, значи, тие прифатија со нашите принципи, прифатија и анкетната комисија. Важно е анкетната комисија не пречи воопшто на процесот да види како Катица Јанева во моментов ние имаме осомничен, имаме потреба за одговор на многу прашања. Исто така, ние од почетокот на процесот баравме да биде вклучена Венецијанската комисија, значи, за да се текстот на законот да има подобра, значи, содржина, зборуваме за независноста на јавното обвинителство. И доколку имаме одредени работи, ние тоа не го добивме од страна на Социјалдемократскиот сојуз, ние како опозициона партија ниту можеме да предложиме до Венецијанската комисија, тоа може да го предложат само значи, извршната власт или парламентот, значи, или Министерката за правда за текстот на законот, дали е во ред, дали е согласно меѓународните стандарди се исполнети или не. Ние тоа не го добивме, нон-стоп имаме различни барања од страна на позицијата, значи тие се уште мислам, значи ние имавме председателот на партијата, тоа добро го објасни дека веќе се согласивме за одредени работи, па после тоа Да, меѓутоа вие барате исте тие што уште еден камен на сопнување стават, а тоа е да биде избран оно што ќе раководи со обвинителството, обвинителот за борба против организиран криминал и корупција, да биде по предлог на опозицијата. Тоа е сега ставено на дневен ред како најважното прашање за вас. Да, хронологијата, значи на тој предлог не доаѓа од нас. Значи тоа е предлог на позицијата. Позицијата предлагаше дури државниот јавен обвинител да биде избран од страна на позицијата. Значи тука постојаат две дилеми, дали да се основа посебно јавно обвинителство, значи кое ќе гони висока корупција и второто висока корупција и второто за организиран криминал. Сите патишта водеа кон тоа Вилма Рускоска да не биде сменета, да остане на позицијата која што е моментално. И сите патишта водеа во текот на преговорите предметот рекет воопшто да не биде надлежен никој освен Вилма Рускоска. Дури ние му предложивме во текот на преговорите, дајте во закон да го ставиме дека Вилма Рускоска ќе го води предметот рекет, ама меѓутоа тоа е одделот на предметите кои се наоѓаат во тоа обвинителство. Да. Значи тоа е она што се случува, што реално се случуваше по зависата за која зборуваше и пратеникот Антонио Милошевски, за која зборуваше и председател на партијата, така да меѓутоа што со овој предлог на ВМРО-ДПМН да се бираат обвинители според политички договор, затоа и реков во најавата какви се тие обвинители кои колку ќе бидат независни кога вие ве кажувате политичарите кој ќе биде обвинител каде. Значи имаме една погрешна перцепција за многу работи, ако ми дозволите. Добро, само кратко затоа што навистина сакам да ви реплицирам. Повелете, извинете. Држете си ја мислата. Значи прво навистина морам да кажам дека јас не сакам да говорам со речник сериозен монархистички предлог и така натаму, но навистина мислам дека целата јавност веќе знае кој има сериозен, а кој несериозен пристап во целиот овој процес.
ваквата ароганција дека во закон да се стави дека Вилма Русковска ќе биде Тоа е ваше барање. мислам апсолутно. Прво, Вилма Русковска е избран обвинител на чело на оделението за организиран криминал со 4 годишен мандат. Значи, вашето барање сега е апсолутно несериозно. Тогаш, вие барате да власта се меша во она што значи надлежност на друг. Како тоа го замислувате и зошто тоа власта би го прифатила? Не заради името Вилма Русковска или било кое име. Значи, ние говориме за законски избран обвинител, чиј мандат е 4 години, а мандатот неизин има уште повеќе од 3 години. Која е причината? Зошто го барате тоа? Вака, Мислам, може? за мене тоа е несериозно. Да. Значи, причината поради која ние го бараме, тоа е на ваш предлог. Значи, ние не го бараме тоа. Не. Многу Не ми е е точно жал. дека е тоа на наш предлог. Она што морам да го истакнам е дека... И па откажете се од предлогот, ако не го барате вие, мене ме чуди ова. Она што морам да го кажем, дека она што се случува моментално од страна на Министерката за правда, Јовески и Русковска, и начинот на кој се прераспределуваат и кој се врши таа целокупна кореспонденција, за која многу добро професорот по право ви објасна, господинот Гордан Калајджиев, е класичен државен упад од страна на Социјалдемократскиот сојуз во институциите на системот. Вие имате погрешна перцепција и таа погрешна перцепција трае со години. Многу ми е жал и треба малце да видите како развиените и демократски држави го решаваат ваквиот проблем. Вие од почетокот до сега не сакате да се договорите, тоа технички се покажа, но да оставиме јавноста да одлучи дали вие или ние во целокупниот процес работиме на тоа да се одолжи целиот процес. Сега, моментално, последната изјава на вашата министерка е дека ние завршивме работата ги префрливме предметите, ги префрливме обвинителите, најново знаеме дека монструм предметот повторно се враќа кај истите обвинители, значи, и ние сега не ни е толку важно дали ќе го донесеме законот или не. Многу поважна работа е што веќе имаме црвено светло од страна на Страсбург во овој дел, а тоа е дека ние 2 пати ќе го платиме како држава и како граѓани неработењето на Катица Јанева и на обвинителите кои работеа во тоа обвинителство. И ние, она што го бараме е многу издржано. Ние бараме јавен надзор. Ние бараме гаранции за спроведување на правото. Да подсетам дека зборувате за предметот да... поштенски банки, Да, дека е точно поднесен така. во Страсбург и е поминал првата Тоа фаза. значи дека првата фаза судија известител го примил предметот и ги задоволува сите услови и тој предмет согласно правото, значи во Европската конвенција за човекови права, тој веќе предмет ќе оди во понатамошно разгледување. Тоа значи дека ние Македонија од неработењето на Катица Јанева двојно ќе платиме. Можете да одговорите, ама потоа ќе ве подсетам дека вие не одговоривте на прашањето зошто би се мешале во назначувањето на обвинители. Повелете. Добро, кој има погрешна перцепција и кој знае, кој не знае, мислам дека има кој да суди и ќе суди. Јас и вие сме колеги и сепак имаме доволно позади себе искуство во правната професија за да знаеме да собереме дали е 1 и 1 2 или се 3, така? Мислам тука ќе се сложите. Значи, доколку тргнуваме во разрешување на било кој проблем кој што се однесува на институција од персонални решенија, сигурно дека нема никаде да стигнеме. Па вие тоа говорите. Ма токму обратно. Не. Значи, вие зошто е проблемот и ставот дека Вилма Русковска не може да биде понатаму обвинител на оделението за организиран криминал, на обвинителство за организиран криминал. Мислам, која е причината? Вие предицирате, сметате дека таа не обавува добро својата работа? Ако имате такви сознанија, конкретни, дека некој е злоупотребил својата положба, непрофесионално, нестручно обавува својата работа,
законот определува начин, има институција која што тоа треба да го разгледува. На ваков начин не можеме да кажеме дека навистина сакаме да градиме институции и да се трудиме да постигнеме еден барем задоволителен степен на владењето Може ли на правото. конкретен да бидете? Зошто инсистирате да биде смената? Затоа што е факт дека така излегува дека политичарите бираат кој ќе биде обвинител. Апсолутно, тоа е предметот политички. шпански скали, значи, кој специјалното јавно обвинителство го има отфрлено со решение, за истиот, значи, луѓе кои се во раководството на ВМРО ДПМН беа и се уште се во притвор, значи мерката притвор се уште стои, само е заменета со куќен притвор. Како може специјалното јавно обвинителство го отфрла предметот и вели нема криминал, нема инкриминирани дејствија, нема ништо, а јавното обвинителство за организиран криминал, значи поведува постапка и знаете што е најтрагично? Луѓето се уште после 3 или 4 месеци не се повикани на разбит. Значи се користи јавното обвинителство како во 47 година од страна на Социјалниот демократски сојуз за политички прогон на одредени луѓе. Тоа во една демократска држава е непоимливо, а камоли во Македонија. Дали ви пречи што Русковска беше на предметот за 27 април? Мене лично не. Не мислам како ВМРО ДПМН, дали тоа е причината можеби? Лично јас сметам дека тој е еден многу страмен предмет за Република Не, меѓутоа еве, бидејќи ние во 21 вашата век, перцепција е дека Русковска е блиска до власта, затоа тоа го правите. Во 21 век имаме осудени луѓе за тероризам. Да, меѓутоа зошто Русковска не може да биде јавен обвинител? Знаете како, перцепцијата и во јавноста би била тогаш дека ако вие сега барате еден обвинител, тие ќе бараат некој друг обвинител и вие се воспогодувате за имињата на обвинителите. Ние не се спогодуваме за знаете зошто ве прашувам? Бараме, видете, секаде, значи, тоа е многу битно. Перцепцијата, затоа и споменав. Битно е да имаме ние некој кој ќе гарантира дека ќе имаме фер постапки. Кај нас, за жал... А тој ќе биде ако го предложите вие? Зошто да не? А Катица Јанева предложивте и двете страни, па еве што излезе на крај. Значи, ме разбирате кога политиката се замеша, видовме што излезе. Катица Јанева ја одбравте и двете партии. А тоа не е рецептот, се покажа дека не може да биде. Погрешна перцепција и би сакал тоа да го разложам доколку ми дозволите. Значи, ќе бидам многу краток. Што се случи во Република Македонија? Јавното обвинителство се поистоветува со судството. Значи, јавното обвинителство е орган на државата. Значи, и води криминална политика. Во една Хрватска, например, имате државен одветник. И тој државен Како одветник мислите води криминална политика? Само момент. Само момент. Тој државен одветник, значи тој е државен адвокат, значи има улога и рамниште на адвокатурата во Република Македонија. Значи ги работи предметите од кривичниот и од граѓанскиот дел. Што сакам да поентирам? Кај нас јавното обвинителство се дигна на пиедестал рамен на судството. За жал, што е непоимливо и мислам што се случува. Ние имаме во тоа јавно обвинителство кај нас не може да помине, например, зборуваме за независност на обвинителството. Амандманот на ВМРО ДПМН за независен буџет помина. Ние инсистираме да има независен буџет. Затоа што е логично и затоа помина. Да, но тоа е наш амандман. Тоа е наш амандман на наше влијание. Значи ние баравме да нема непотизам, значи ние баравме и многу други работи согласно меѓународните стандарди, значи да имаме обвинителство кое навистина ќе се занимава со криминалот. Во моментов во Академијата за суди и јавни обвинители имате конкурс каде што треба да се пополнат сите јавни обвинителски места, значи конкурсот е, знаете сами, значи надвор од сите разумни очекувања, сега не барате. Тоа според вас? Да, според нас. Добро, ама факт е дека сопругата на Јан Мушев е втора на список, па сега ако учела на вистина и заслужува да биде таму. Вие не ви ме разбирате име и имиња на луѓе кои што се вашиот генерален секретар, таа сопруга. А не, тоа не е проблем. Тоа за нив не е проблем. Значи, не, вака сега. Значи, не. Ама видете, значи не можеме така, колега. Денеска го слушав колегата Антонио Милошевски му реплицира на тоа. Знаете ли колку вие во јавното обвинителство кои се поврзани со родбински врски? Видите, дали го знаете? А јас вака, да ја прекинам Јас едно само ќе ви кажам дека никој во оваа држава не сме да биде дискриминиран по јавното обвинителство во Република Македонија сакаме да изградиме како феудална критериуми. каста.
Ние имаме феодална каста во Видете, јавното Менкиновски, обвинителство. морам да кажам дека Значи, како ова е новинар веќе- во овие 20 години сме се среќавале со многу непотизми, Да. била која партија да е на власт. И вие не сте оперирани ВМРО ДПМН од непотизмот и сме среќавале блиски луѓе Камера. кога владеело и ВМРО и во судството и во обвинителството. Тоа се случува и за жал Па и ќе се се уште- случува. и се уште се Меѓутоа, тие повторно луѓе на тие суштинското позиции. прашање е, искуството со Катица Јанева покажа дека партиите не смеат да се мешаат во изборот на обвинителите, судиите и генерално во правосудниот систем. Така е. Тоа беше поразително за државата и за правосудниот систем. Зошто вие инсистирате на една таква пракса повторно? Наместо влијанието на власта да го оддалечите колку што може повеќе од судиите и од обвинителите, ако вака кажете, вие го осудувате тој обвинител колку и да е професионален на печатот дека е ваш обвинител, а може да е најпрофесионален. Многу ми е жал што имате таква перцепција, не е баш така. Значи ние бараме гаранции. Гледајте јавниот обвинител на Република Македонија во моментов што прави. Значи надвор од законските овластувања тој ги превзема предмети. Значи не знаеме тоа писмата, надвор од значи законски овластувања? значи дозволете. За писмото на Катица Јанева од затворот со дали кој што му ги требаше тоа предаде писмо спорите? да го видиме ние како јавност? Ева, вие сте новинар. Сметате ли дека требаше, зашто имавме на пример изјава од професор кој кажа Не, дека писмото содржината- искрено речено лично го имам видено и е од Катица Јанева напишано веројатно со нејзин подпис. Апсолутно. Добро. Требаше Значи, ли ние јас како како јавност? истражувачки Вие лично, новинар, да. затоа што не сакам да пишувам работи кои се точни или не точни. Да, но опозицијата, а секогаш Начинот во на се кој се сомнева. начинот на Цело кој се време се префрлени сомнеш. овластувањата. Значи, начинот на кој се префрлени овластувања на вистина по знак прашалник. Ние моментално имаме 3 предмети во судот во Страсбург. Чиј епилог, значи ќе го платиме сите. Колега, не е прв пат, многу добро знаете, да нашата држава биде во Страсбург како тужена Еве да страна. го средиме системот. Но тоа не да значи ставиме дека watchdog да видиме ние значи, тоа дали не тие може да предмети- значи дека таа институција треба да биде укината или дека треба да биде целосно трансформирана. Значи, суштината е во нешто друго. Јас цело време говорам за систем за владење на право и што повеќе, значи мораме конечно да ја тргнеме политиката. Да не се меша политиката во третата власт. Ни случајно не сме да се меша во обвинителство не е третата трета власт. власт. Но вие со Вие вашите погрешно предлози сте тоа го разбрале. барате. Јас Јавното погрешно сум обвинителство разбрала. не е трета власт. Судството е трета власт, колега. Судството да, е трета власт, но А јавното јавното обвинителство не е обвинителство- трета А, власт. Добро, во ред. Меѓутоа не треба да биде Значи, диригирано од власта во секој Во случај. никој случај не треба да биде Било да е диригирано власт или од- опозиција. Јавниот обвинител доколку се бира и постапува по диктат на било која власт е сериозен проблем. Било која власт. Па тоа Значи, точно тоа така. не сме да биде Она така. сега што го прави Јовевски, точно ова како Ма дефиниција. тоа е ваша вие што го- перцепција. Како И наша? Јовевски како републички јавен обвинител го има своето право кое што го влече и сегашниот закон, па и претходниот закон бил тоа. Вие добро ви е познато принципот на хиерархија и субординација кој што мора и за кој што законот ние прочен не и бараме вие инсистиравте кога бевме на преговорите и рековте дека не може паралелно да имаме друго обвинителство, бидејќи се нарушува тој принцип за кој што се согласивме јас и вие, така? За кој што зборувате точно, не ве разбрав. Добро. ве молам, Добро, ако јас само може- вака ќе морам да ве прекинам. Зборуваме и вие ја влечете аналогијата на иднината на предметите и надлежностите заради тоа Да. што Јовевски ги превзел поради писмото на Катица Јанева која го спорите. Меѓутоа Па секако факт е треба да дека да се денеска веќе се преземат, не може Значи да да распоредени го ти предметите. скажав дека ние веќе имаме државен удар. Да, Ова ми- требаше да го реши парламентот, а не господинот Јовевски. Парламентот А требаше да ВМРО донесе закон. посакуваше државен удар. Значи но државниот удар е извршен од за страна наша на среќа не Јовевски. се случи. Страшна работа која е во иднина, значи Меѓутоа да институциите разговараме ќе за испитаат. прераспоредувањето на предметите, факт е веќе дека Јовевски ги превземе и ги прераспоредува, утре ќе има рочиште за Монструм. Според она што го имаше денеска во медиумите, излегува дека ќе бидат распоредени онаму на тие обвинители од СЕО што веќе ги воделе предметите, тие физички се уште ќе се наоѓаат во зградата на СЕО и ќе ги имаат предметите, само платата ќе ја земаат од матичните обвинителства од каде што дошле. На некој начин ова значи дека СЕО се уште ќе постои, односно предметите не може да прекинат да не се постапува по нив. Особено оние каде што веќе роковите пред изрекување пресуда и слично се Никој не го надофатат. бара тоа. Значи ние апсолутно сме борбата со криминалот, значи мора да биде во секој сегмент на нашето општество. Значи вие сега се согласувате дека тие треба да продолжат
во судница ние и не во го истрага. бараме тоа. Значи ние немаме намера тие предмети или било кои идни предмети доколку постојат некои действија да ги спречиме. Нашата намера не е таква. За жал, Социјалдемократскиот сојуз цело време се обидува да истакне дека ние имаме намера тие предмети да ги обезвредниме, да ги застариме и така натака, што не е ни точно, ниту може некои, например, предмети застаруваат и за 20 години. А зошто добро, тогаш не Поентата- се траекторија веќе согласни? застари, па ако е за тоа. Поентата, зошто од тие предмети ние немаме ниту еден, бидејќи корпусот на разговори имаше и разговори од Социјалдемократскиот сојуз. Зошто не е подигнато ниту истрага, ниту предистрага, ниту обвинение против ниту еден член од СДС, Социјалдемократскиот сојуз? Зошто немаме од Демократската унија на албанците? Зошто? Значи имаме Но тоа прашање не треба да го адресирате на пристап. СДСМ. Значи ние како граѓани, значи и ние како политичка партија, ние бараме да видиме како се работело во специјалното јавно обвинителство. Во новинарските кулари веќе излегуваат некои сметки кои боли глава, значи зашто сметате дека не треба да го Не, знаеме тоа ми е прашање посебно, меѓутоа вие немате ништо против да си продолжат предметите, еве утре ќе продолжи Монструм и други кај обвинителите што правосудниот систем, меѓутоа тоа се обвинителите кои ги водеа, ќе ги водат и понатаму, ние не без можеме оглед да дали влијаеме е како што одресан влијае обвинителката или од Социјалдемократскиот Скопје. сојуз на господинот Јовевски. Ние не можеме да влијаеме и немаме ни намера да влијаеме. Да, меѓутоа не е спорно да продолжат да работат вака како што ќе работат, тоа ми е битно. Ние не можеме, Добро. значи воопшто да се мешаме во работата на правосудството и обвинителството. Значи тоа е нашиот А од друга страна принцип. сакате да биде избран обвинител по Сакаме ваша да биде избран, да биде препорака. watchdog, бидејќи имаме предмети кои навистина има потреба да го симплифицираме прашањето. Во законот се наведува дека јавен обвинител само може да биде. Значи не може ниту професор, ниту човек од надвор, ниту адвокат, ниту било кој. Значи јавен обвинител од натрек на кој ние сметаме дека има кредибилитет, дека се докажал во неговата работа и сметаме дека ќе биде непристрастен, тоа е нашата поента. Значи ние Ама не не може да биде бараме непристрасен некој што го предложила политичка партија, тука нема логика. Па тогаш Зошто- Љубомир зошто Јовевски, мислите- значи е предложен од владата политичка партија СДС, тогаш и Треба тај да не го смените представен. законот сосема сега. Законот Значи, да, и да вака ги сега. смениме критериумите за избор. Значи јас Знаете, ако кај добро нас- ве Да, само разбрав, верувам, дајте избор ако на добро ве Ванчева. разбрав, вие сакате значи во законот да постои можност да биде и професор назначен за односно избран за обвинител на оделението за организиран криминал и борба против висока Видете се, корупција. не е работата Или што на ние она сакаме. што значи оделение во Многу ми е- рамките на Значи, многу ми е жал оделението. што читате и немате дочитано. Значи, ние нешто, значи, потребно е, кога пристапувате кон носење на одреден закон, треба да видите какви обврски сте превзеле кон меѓународната заедница, ратификувајќи одредени спогодби. Ние многу добро знаеме Значи, какви ништо не обврски сме знаете, беа. зашто Ама ние- немојте ве молам не, да го спуштате Значи, нивото на дискусија. вака јас- само тоа да ве замолам. Јас се 50, извинувам, но 50, цело време да. се трудам да го задржам Да. нивото Да, и со да. сиот Киноски ве респект. Слободно, да. Но Да, секако. ова е очигледно таа Да. матрица Да. дека никој ништо од СДСМ не знае и најпаметните се од другата страна. Секако. Да, така е. тоа е Може тоа. да продолжиме, може да се Ве молам искажем. само не го спуштајте Да, нивото на дискусија секако. затоа што сте одлични Да. правници Супер. двајцата и Да. затоа сте поканети. Поентата ми е Супер. не се инкорпорирани меѓународни стандарди. Поготово во тој дел, значи имате принципи на ЮН за вршење на правна професија. Вие не може да ограничите, а вие ограничувате за новиот закон, само јавен обвинител да може да биде јавен обвинител виш, јавен обвинител на основно, јавен обвинител на државно. Ама луѓе во па само академија момент, 2 години учат само за да момент, стигнат само бар до момент, таа да се позиција. доизјаснам. Па некој Имате професор UN преку ноќ конвенција, да биде- конвенција каде што не можете. Предходниот закон кој е поминат, значи од 2007 година, значи предходниот закон дозволува и адвокат да може со одредено искуство за државен јавен обвинител да биде да биде и професор. Зошто се плашите толку да го отворите јавното обвинителство, значи да го отворите јавно, поготово тие менаџерски позиции кои се. Кој ви е стравот? Значи што во јавното обвинителство имаме пола роднини и кумови натре, тоа е стравот. Што е поентата? Ние треба да го отвориме тоа обвинителство по поголем општествен надзор, ние да видиме кој ја спроведува правдата. Не може вака. Значи ние 30 години имаме тотално неработење на тоа обвинителство. Ние треба малце, дали имаме ние дали знаете ли дека
знаете ли вие дека јавното обвинителство од 2017 и 2018 година нема побарано ниту една конфискација на имот? Што се однесува до конфискацијата на имоти кога се бара, многу тешко се извршуваше. Ама нема ни овој побарано. податок не го знае. Меѓутоа, видете, повелете Ванковска, и сакам да ве вратам на собранието како механизам на контрола, затоа што тоа го избира обвинителот, таму реферираат и таму е системот на контрола. Значи сега тука ако влечеме некоја аналогија, затоа е ли системот на контрола од собранието? Ако веќе зборуваме за неправилност. Јас И можете да реплицирате секако. Да, во ред. Нема да реплицирам на знаење, непознавање, во ред стандарди меѓународни, како и да е. Не сакам да навлегувам и да се спуштам на тоа ниво. Јас само би кажала дека суштината на целиот проблем зошто ние всушност не стигнуваме до решение, барем сите овие месеци уназад гледано, значи па и повеќе, се сведува на една многу проста причина. А тоа е како, значи, да не видат светло на денот не сите предмети, дури одредени предмети, кои што ги води СЈО. И тоа е вистината. Ама тоа очигледно нели мораме да го спакуваме на друг начин за да може јавноста да го прими. Сите овие други работи апсолутно се само замајување. Но ќе се вратам на што го кажавте за собранието. Ние како собрание, значи навистина долго време контролата на законодавната власт, воопшто врз извршната власт и врз третата власт беше на прилично ниско ниво. Сега се обидуваме низ разни механизми тука и промена на деловник да направиме во делот на давањето на поголеми ингеренции на матичните комисии, организирање на надзорни расправи, дури правила на кои што ќе се применуваат при оценка на самите извештаи кои стигнуваат и не само до обвинителството, значи и од другите институции, токму заради градење на механизми на контрола од страна на законодавната власт врз органите кои што се во извршната, односно во судската власт. И тоа е процес. Тоа се одвива и навистина, мислам, тоа е и во дел процесот Жан Моне за измена на деловникот, токму особено во делот на надзорните расправи. Но навистина тука постои, барем од страна на власта и од она што го гледам од добар дел од колегите од опозицијата, постои простор за и волја да тоа го направиме како собрание. Добро, имаше и предлози за ветинг. Така е. Има разни предлози. Но зборот ми е дека работите се движат и сигурно дека ние мора да стигнеме. Ние не можеме поинаку веќе. Нашето општество е доведено до точка на вриење. Што се однесува до сите овие работи кои што го говоревме. Значи, многу ни е поразен системот и мораме да изградиме здрави механизми за контрола. Ако не ги имаме здравите механизми за контрола, ние можеме да донесеме совршени во наводници закони, но повторно тие истите без механизми за контрола можат да бидат злоупотребени од одредени поединци. Ја мислам дека за ова ќе се согласи и мојот колега дека е тоа така. Нема да се согласам. Може да ви не потребни механизми, добро. Тешки ви се преговорите очигледно. Како се видите повторно во петок, тешко ќе се вратиме малце наназад во делот на законот за антикорупција. Ние предложивме, бидејќи во Македонија имаме погрешна перцепција за корупцијата, значи кај нас корупцијата се мери врз основа на перцепција. Перцепцијата ваша и моја е различна. Значи има закономерности и ние предложивме, бидејќи во Република Македонија имате вакви 10 органи кои работат на корупција, тоа е Управата за јавни приходи, Заводот за ревизија, Народниот правобранител има властувања, Јавното обвинителство, не знам уште кој друг, значи еден куп, ние предложивме... Државниот ревизор има надлежности да ги испита финансиите и на обвинителството, не е спорно. Антикорупција, а Македонија е на најниското ниво на антикорупција. Значи, за жалење сме, ние предложивме еден амандман во кој рековме, бидејќи имаме
три столба, таму превенција, значи, и да не зборуваме сега, да не се во шириме. делот на превенцијата, и добро. политики кои треба да се спроведат за антикорупцијата, во кој треба да влезе оној дел кој е на потекло на имотот, значи за кој Така. исто така многу бегат од тој, но како и да е, ќе дојде време за тоа. Ние предложивме народниот правобранител, значи да го координира целосниот процес на антикорупцијска политика во Република Македонија, зашто сето Народниот ова е како правобранител. раштиман оркестар. Значи гониме корупција, а немаме нигде антикорупција. Значи гониме корупција. Добро, има антикорупцијска комисија која исто така е доколку е независна, мислам дека добро би си ги извршувала работите. Дополнително, значи ние Нема зашто да се одземат Има сите ингеренции, инструменти. Значи, ние не дават на побаравме друг. одземање на ингеренции, ние побаравме антикорупцијска политика во Република Македонија да биде воедначена од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа беше отфрлено како непотребно. Еве имаме антикорупцијска комисија, на која комисија и дадовте извршни законодавни надлежности Кој ги имаше и предходно Менкиновски, бидејќи сте правникот одамна. Не ги немаше, И значи. не, кој што ги имаше, меѓутоа ги изгуби во меѓувреме. Пред изборите, па и Да, така. Да, меѓутоа ги изгуби, особено во време кога владееше ВМРО. Факт е дека се зајакна. Правото антикорупција, значи коруптивни дела. Да не се е јавниот префрлуваме на... обвинител. Ајде кога сме Никој кај друг. парите Менкиновски. Да, повелете. Велите 15 милиони евра се потрошени од нашите граѓани од страна на СЈО за функционирање на оваа институција. Јас колку што се сеќавам пред година и повеќе направивме 2 емисии во Код во кои што токму за средствата поставувавме прашања и кај СЈО и кај Катица Јанева, се обидовме да најдеме финансиски извештаи, тоа беше многу тешко, дури антикорупцијската комисија кажа дека е незаконски да се крие и да биде тајност нивните примања, плати и А може да бенефиции. замислите предлог законот во февруари на Меѓутоа, СДС немаше зошто контролен вие механизам. досега ова прашање не го издигнавте на ова ниво како сега? Па и тогаш да баравте формирање на анкетна комисија, па да баравте една независна истрага, па да го поставивте прашањето многу на повисоко ниво, бидејќи можеби јавна тајна и ние новинарите се сомневавме на вистина дека се потрошени многу пари на советници, на експерти, на помошници, на истражители, никогаш не ни ги кажаа хонорарите. Треба Тоа да е ги факт. знаеме. Јас се согласувам со тоа. Меѓутоа, вие чекавте да дојде до преговори за закон за обвинителство за да го поставите ова многу битно прашање за граѓаните. Што и ние новинарите го поставувавме и се обидувавме да добиеме поддршка за јавно и гласно да се зборува за ова. Специјалното јавно обвинителство. Чекавте 2 години и повеќе за ова да го Така е, поставите. специјалното јавно обвинителство за жал беше искористено во минатиот период за прогон на ВМРО ДПМНЕ. Значи, Ама во токму најдобар, мотив би било повеќе за да ги поставувате овие прашања. Никогаш не е касно. Зошто не сте ги Ние ги поставувале? поставуваме тие прашања, никогаш не е касно да видиме, значи треба да видиме каде се потрошени тие пари. Јас овде сакам нешто да дополнам. Значи, Ова не е моја изрека, ова е изрека на професор по право на правниот факултет, дека специјалното јавно обвинителство служише за прогон на ВМРО ДПМНЕ. Добро, меѓутоа ве Благодарам. прашував за парите. Повелете. Да. секој има право на своje мислење и на своје изразување, свој суд, дали се согласуваме или не, тоа е веќе исто така на наше право. Но јас само сакам во контекст на финансиите. Значи, во оваа држава постои институција државен ревизор, кој што врши ревизија врз трошењето на буџетските пари. СЈО, било која друга буџетска установа, значи не е исклучена надвор од тој систем на контрола. Значи, има начин како да се изврши контрола врз трошењето на финансиите. Но, дали тука има дел што треба целата јавност да го знае или не, значи, тоа има и луѓе што се македонската јавност треба све да знае. Така, но сакам само да кажам дека ние можеме да шпекулираме дали се многу пари, потрошени се нова или нона. Но, она што треба да се направи е институција овластена, а тоа е Државниот завод за ревизија, да влезе и да изврши ревизија на целокупното финансиско работење на таа институција и да излезе со свој наод. Тие извештаи и Државниот завод за ревизија ги доставува исто и до собранието, без разлика на извештаот што СЈО го доставува до собранието. Значи, пред малку кога говорев за зајакнување на улогата на собранието
и за заекнување на улогата и на матичните комисии кои што ги разгледуваат тие извештаи се токму исто и во овој правец. Но и тука, меѓутоа ние некако цело време сакаме да заборавиме на оние механизми кои што ги имаме, а не ги користиме. Ама тоа видете сега. Ајде сега нов зашто, механизам. Тука е исто прашањето. Зошто ревизорот не се запрашал и зошто не покренал иницијатива да направи контрола? Така е. Зошто антикорупцијската комисија која сама кажа дека е нетранспарентна, Катица Јанева во едно интервју која не сакаше да каже колку е платата, не поведе постапка за испитување на тоа треба да се обратите до тие институции. Да, меѓутоа ви кажувам, не треба ниту до СДСМ, ниту до ВМРО. И крајно зашто собранието не повело постапка и до сега собранието не може да поведе постапка. Меѓутоа иницијатива од пратеничко прашање се можело да биде. Проблемот е кога ќе настане политички нешто. Значи ние треба да имаме конкретни извештаи и параметри, значи за кои што може да Ама кога ќе стигне до точка на вриење што велите вие и кога ќе стигне работава до тука е сега све. Можело и ревизор, можело и анкетна комисија и порано, можело сите ова да го видат. Проблемот е што ние ја изгубивме довербата во правниот систем, случувајќи ни се ова со Катица Јанева. И токму тука перцепцијата на граѓаните во правниот систем е изгубена многу порано. За жал, ерозијата не е почната пред 2, 5, 10 години. Ерозијата е многу подавна. Да, меѓутоа врвот е кога надежта на граѓаните била во некој обвинителство кое мислеа дека е независно и финансиски независно. За секоја држава е страшен потрес, секој правен систем е страшен потрес да дојдеме во ситуација да обвинител, значи на таква висока позиција биде кога сме кај извештаите, значи тоа несомнено дека е тоа така. Само да кажам дека нашата Елена Муковска Ивановска направи едно истражување до кај се извештаите на Катица Јанева и дозна дека не може сега јавноста да дознае што работело СЈО во последните 6 месеци, затоа што извештајот е направен, изготвен, се наоѓа во СЈО, ама бидејќи не е потпишан од Катица Јанева, не може да биде дистрибуиран до институциите што се надлежни да го видат. А тоа е собранието, евентуално Советот на јавни обвинители. Па еве што има во низиниот извештај, се надевам дека ова ќе биде некоја иницијатива да се побарат макар и овој последен 6-месечен извештај на увид. Јавноста не може да дознае што сработело СЈО последниве 6 месеци, бурен период кој заврши со притвор за шефицата Катица Јанева во случајот Рекет. Последниот извештај на СЈО остана во фиоките на Рузвелтова. Од СЈО велат дека извештајот го подготвиле, но поради притворот на Јанева немало ниту кој да го потпише, ниту кој да го брани пред Советот на јавни обвинители и собранието. Но велат доколку го побараат надлежните, тие ќе им го достават. Председателот на Советот Колевски не исклучува можност да побараат од СЈО да ја исполни својата законска обврска и да им го достави 6-месечниот извештај за работата. Вели да новите приоритет им биле обврските околу разрешувањето на Јанева и враќањето на нејзините помошници во матичните обвинителства. На веб страната последен извештај е оној со датумот 15 март 2019. По овој термин започнаа турбуленциите и натегањата со законот за СЈО. Судењата се почесто се одложуваа, зашто потврдуваат и статистиките на невладините што ги мониторираат процесите. Но рочиштата се јавни и за нив медиумите известуваа. Она што останува енигма се истрагите за кои обично во извештаите се објавуваше, дали напредуваат и до каде се. Токму дел од тие истраги се трн во око на политичарите, но и според досегашната истрага за Рекет биле извор за тргување со влијание и полнење на куферчиња со пари. Дополнително Јанева уште пред да биде притворена и официјално осомничена. Клучот за турбуленциите околу неа ги лоцираше во истрагите. Оставам во наследство десетина затворени истраги, подготвени за брзо процесирање. Убедена сум дека токму тие предмети ќе ја дадат одговор на јавноста зошто некој со сите сили се обидуваше да го спречи мојот реизбор и со невидена медиумска хајка се обидува да го загрози кредибилитетот на СЈО. Нејзиниот кредибилитет се помалку е тема во јавноста. Надлежните сега прават напори да се зачува она што остана од СЈО, а предметите да не пропаднат. Пред да ги најавам рекламите, само дали и собранието, иако е без подпис, може да го побара овој извештај, бидејќи таму беа доставувани тие извештаи и да го разгледа?
Па јас не знам дали собранието до сега имало таков случај да побара извештај, бе обично институциите чи си ги доставуваат извештаите, но ќе видиме доколку... Добро, ова е друга ситуација. Па добро, ние научивме последниве години да се соочуваме се со некои непредвидени ситуации, секако дека и тоа ќе се треба да се разгледа како опција. Ќе најавам реклами, меѓутоа има се уште отворени прашања во однос на преговорите за законот за обвинителство. Се враќаме веднаш по рекламите. Во завршница сме на дебатата, меѓутоа дали вие сте во завршница на преговорите помеѓу двете партии за законот за обвинителството, бидејќи бевме во исчекување да се одржи седница, па тоа не се случи, не се договоривте. Кога продолжуваат преговорите? Па добро, и за што конкретно ќе продолжат? Па добро, цела јавност е веќе запознаена да ние собраниската процедура по законот отпочна, па стигнавме со одредени амандмани, усвоивме и застанавме, нели, за да ги усогласиме ставовите околу останатите амандмани што ги имаше предложено опозицијската партија. И да, кога се чинеше дека сме близко, па малце се раздалечевме, но јас сум природа оптимиста и верувам дека ќе се изнајде решение, затоа што постои простор да се изнајде решение, а потребата од наоѓање на решение и носење на закон за јавно обвинителство во кој што секако ќе биде инкорпорирано, да кажеме, специјалното јавно обвинителство, затоа што, знаете, борбата против високиот облик на корупција не може да заврши со прислушуваните материјали, со бомбите. Нас ни предстои, значи ние мораме да имаме континуирана, не само за она што се случува, туку и за она што во иднина ќе се случува. Па добро, и функционери од вашата влада треба да бидат гонети доколку го прекршиле законот. За едно законско решение. И затоа верувам, јас стварно верувам, дека ќе се изнајде модалитет, ќе ги доближиме ставовите и дека во собранието сите пратеници ќе го изгласаме законот. Дали до крајот на неделата и кога ќе имате преговори и како всушност ќе го испрегледате прашањето околу тоа кој ќе биде обвинител на одделението за организиран криминал и корупција, со оглед на тоа што сепак можеби е пофер и почесно некој орган како Советот на обвинители или самите обвинители да го избираат својот прв човек, дури а не да го предлагате вие. Има ли шанси да попуштите во тоа барање за сметка можеби на некој друго барање, да се заострате ве овие контролни механизми за одделение, значи ние не говориме за одделение во раден. Тој пак ќе биде под хиерархија и субординација на републичкиот. И секако мора да биде. Видете, преговорите се навистина динамични. Многу ми е жал што Социјалдемократскиот сојуз некои наши решенија не ги прифати на почетокот, па после ги прифати, бидејќи за нас стои цел тим на адвокати и тоа добро обучени бивши јавни обвинители и сегашни обвинители кои работат на текстот на законот. Оно што сакам да го потенцирам само... Многу се пофаливте во оваа емисија. Па добро, веројатно кај нас тие што шофирите и портирите ги пишуваат законите. Па тоа се изгледа така препишуваат од Хрватска законот, првото ви беше нестрикно решение. И не е добро, бидејќи тие луѓе земаат вашите плата во министерството. Добро, да се конкретизираме мора за тоа што дека не се малци шега јас кажувам, меѓутоа факт е дека треба да кажете ни може ли да знаеме кога кој ден ќе продолжат преговорите и дали ќе се договорите во четврток, мислам, да, ќе пробаме, како тоа толку само вие си ја сакате државата. Така да ќе пробаме, значи, да најдеме решение. Ќе попуштите ли во барањето за изборот на обвинител во одделението за борба против корупција? Не можам да ви одговорам на тоа прашање, но можам да ви одговорам на следното прашање, дека борбата со криминалот ќе оди до крај, значи нема да завршиме. Ова што моментално господинот Јовевски го прави е класичен државен удар, али за тоа понатака институциите ќе одлучуваат. И благодарам. Јас само тука ќе се согласам со вас 100% дека борбата против криминалот, особено високата корупција мора да продолжи и ние навистина мораме конечно да имаме решение во кое што сите ресурси ќе бидат овозможени да се работи во вистинска борба против криминалот.
Меѓутоа, еве, за крај, вие споменувате дека имате сомнеш како ќе се води предметот рекет, како опозицијска доволно е партија. покажано, значи, во јавноста како се Од друга води, страна, пак предметот власта вели рекет. дека цело време се одолговлекува процесите во СЈО, еве трајекторија веќе застаре за ние не поранешниот премиер, затоа што не беше на време изреагирано за да почне судскиот процес. Значи, не сме ние виновни што некој носеше торби пари. Значи, ние не ги одложивме процесите во И сега, специјалното ако јавно обвинителство. сакате да кажете дека тој било кој обвинител што ќе биде назначен да го води предметот рекет, а сега еве се знае кој е назначен, Вилма Русковска, е сомнителен за вас дека не може да го истера до крај и да го Она води не е како што назначена, треба. значи Да, го да, го води води по согласно автоматизам, надлежноста, согласно законот. Значи, Сметате никој дека не не го води добро предметот персонално. рекет, дека Апсолутно, зошто? Апсолутно. Имаме затојување во истрагата, значи до сега имаме само 2 притвора, 3 до душа. Така да сметаме дека истрагата треба да се прошири. Мерилото се притворите? Молам? Мерилото се притворите, до сега еве, вие говоревте многу притворот вие притвори. како добро утро за нашите членови од вашата страна, за предмети кои се паднати, па еве да видиме со исти аршини, да видите и вие како е да се оди во притвор. Не, Значи, видете, ова е бидејќи- реваншизам, да. веќе што го зборувате. Дали мислите дека има 3 месеци рок за да покрене обвинение? Сметате ли дека не работи доволно ажурно? Па сметаме, да. Добро за да го изработи? Дали мислите До сега дека требаше да имаме некој епилог, значи, а Јас, ние на преговорите не слушаме дека можам. Катица дали Јанева ваши ќе излезе... функционери мислите дека се заштитени во оваа истрага? Јас ниту можам да зборувам, ниту сакам да зборувам за нешто за кое што немам и ниту треба да имам информации. Значи, ако колегата има повеќе информации за самите истраги и знае дека одредени докази не се процесуираат или истрагата оди бавно, значи јас навистина не можам и мислам дека никој не може тоа да го каже. лажете македонската Бидејќи јавност со ваква предмет изјава, во истрага е да предмет во чекате истрага. да се врати Катица Јанева од одмор. На што личи тоа? Значи, личи ли Но на правна вашата, Ако е држава? вашата матрица дека треба да се продолжи по оној принцип за кој што Груевски кажуваше кој ќе оди во притвор и до кога ќе трае истрагата, тогаш мислам дека треба. Ние сме за владење на правото, да знаете. Ако сте за владење на правото, тогаш ова што сега го кажувате е контра тоа. Не, ние Така е. сметаме дека чекајќи го, имаше една книга Чекајќи го Годо, знаете? Значи исто чекајќи ја Катица Јанева да дојде од одмор па за да се спроведе некаква истрага. Мислам срамота е тоа. Само да прашам, колку долго смеат овие преговори да траат за да се донесе законот? Сепак е поврзано можеби и со мислењето на Европската комисија за идниот статус на Македонија и со други процеси кои не очекуваат сериозно. До кога, еве, како политички партии можете да го развлекувате носењето на овој закон? Ние немаме таква намера. Значи, несериозноста се покажа од нивна страна. Еве последната изјава видете од нивната министерка, каде што вели не е сега битно, веќе Јовески ги спроведе предметите од СЈО, најдовме ние имавте А, Б, С, план, Ш, не знам, Добро, вие, значи кои беа начин спротивно на со кој што ја правото. толкувате таа Значи, изјава. сега не е било битно. Да видиме, ние имавме контрааргументи, 57 амандмани доставивме. На тие амандмани на првачната верзија не беа само амандмани како амандмани, беа подкрепени со меѓународно право и меѓународни стандарди кои треба да се имплементираат. Ние предложивме и тоа е добро, тоа е позитивна работа, значи независен јавно обвинителски буџет. Ние предложивме обвинителите да одговараат за својата работа со целокупниот имот, што е многу битно. Тоа ќе направи еден исчекор кон имунитет на обвинителите. И не е спорно дека за вас имавте тоа не добри беше- решенија. И не не е е спорно. спорно дека имавте Вие одредени ги прифативте? добри решенија кои што ние ги прифативме. Тоа е добро, да. А во Апсолутно. првиот закон не беа. Но тоа не значи Добро, дека меѓутоа, еве, имаше дали тоа значи имаше дека конструктивни по разговори. дефолт секој ваш предлог и секој ваше решение мора биде прифатено и дека тоа е најдоброто? Мислам, сепак оставете малце простор дека и ние барем нешто знаеме. Добро, мислам дека за јавноста ќе биде многу битно да се донесе вистински закон за апсолутно, ова јавно сакам само обвинителство. на крај да го кажам, мене ми е жал што мислам така е толкова изјавата на министерката, но изјавата на министерката е во сосема друг контекст. А тоа е дека точно да, сега, бидејќи предметите, најголемата борба беше да предметите, значи, го видат светлото на денот, да не пропаднат. И
Јас морам да кажам дека моето чувство е дека калкулациите и притисокот што се правеше од страна на беше токму ради тоа. И сега веќе нема, не рекоме, сега веќе нема простор за уцени, нема простор за брзање. За брзање во таа смисла, бидејќи ние навистина сакаме и тој закон е во собраниска процедура и сакаме да го донесеме, но не по секоја цена и не под уцени. Сега треба да седнеме, сега сме сите растеретени, предметите се знае каде одат. Значи, растеретени сме и ние, растеретени сте и вие, и ќе седнеме и ќе најдеме решение. Во целата оваа игра, каде што виновникот треба да е ВМРО ДПМН, е следен. Во јуни месец ние предлагавме државниот јавен обвинител како законско решение, значи да ги превземе предметите. Тогаш и од страна на државниот јавен обвинител Јовевски беше одбиена таа наша. Значи, тој наш предлог. Но други беа околностите и условите, значи, да, Катица Јанева беше на одмор. Тогаш па не можевме тој да го усвоите. Ама сега велите направи државен удар зашто ги превзел. Да, ама ние баравме законско решение. Па и сега има член 26 од постоечкиот закон го малце не се разбираме. Значи, овластувањата кои беа дадени со носење на закон на специјалното јавно обвинителство од страна од четирите партии беше дел од суверенитетот и беше инкорпориран на Катица Јанева да доказите кои не можат да бидат докази во постапка, вие многу добро знаете, бидат докази. И ние тоа го инкорпориравме. Така, значи, сега ние истото викаме. Значи, без закон ние не го заобиколуваме парламентот. Вие моментално го заобиколувате парламентот. Значи, највисоката власт во вие државата. зборувате за нешто што веќе нема назад, предметите се превземени, тоа е завршено, веројатно треба во четврток да седнете и да се договорите и да одите напред. Како ќе се донесе законот за јавно обвинителство? Како што реков, јас верувам дека ќе. Меѓутоа, една работа да не заборавам да ве прашам за крај, со оглед на тоа што сте правник. На една пресконференција, лидерот на ВМРО ДПМН мафташе со материјали за кои викаше дека се делови од материјали поврзани со предметот рекет, дури и од вештачење, можеби на телефонот на Бојан Јовановски. Такво, дали ВМРО ДПМН поседува материјали кои се поврзани со предметот рекет и за што всушност се работи? Значи, јас прво и основно спинот на Социјалдемократскиот сојуз беше дека ќе одговара председателот и дека ќе оди во притвор. Видете, тоа го обвинителството, обвинителството, доколку се работи за материјали кои што излезе под истрагата, тогаш треба да јас не можам го да ви предадат. потврдам за таа Значи не, информација. јас само да кажам дека обвинителството соопшти дека доколку се работи за такво нешто, тогаш тој треба да ги достави и да ги пријави да. Значи тоа има закон да ви одговорам, ќе треба да прашате лично законска обврска има доколку поседува така. Сметам господинот Мисковски дека ја зборува вистината. Тој велеше дека се работи за свиркач кој ги оставил пред врата, да речеме, на ВМРО ДПМН, а бидејќи се работи за материјали и сведоци сме дека излегуваа материјали впрочем од таа истрага на увид на јавноста, што е исто така незаконски. Материјали се таму имаше и поплави. Значи вие не знаете за какви материјали се работи, бидејќи сте начело на правниот тим за преговорите и на правната комисија во ВМРО ДПМН. Не знам. Малце ми е неверојатно како лидерот на партијата со главниот правник во партијата не разговара за правни прашања. Затоа знае дека доцни истрагата и дека има проблеми таму. Добро, ќе покаже времето и Ви посакувам успешни преговори и дека подобра клима можеби на разговор во четврток ако се сретнете. Ви благодарам и на вас што бевте дел од топ тема. Останете со програмите на Телма. Благодарам.